На пресконференција министерката за култура Елизабета Канчевска-Милевска и градоначалникот на град Скопје Гоце Трајановски ја изнесоа програмата која ќе биде присутна во главниот град, но и во останатите градови низ државата по повод најголемиот државен празник, роденденот на државата 8 септември по повод 25 годишнината од независноста на Република Македонија. Како што најави министерката Елизабета Канчевска-Милевска на 7 септември во 20 часот и 30 минути во Македонскиот народен театар пред ексклузивниот концерт што ќе се одржи по повод празникот, говор ќе одржи председателот на државата господинот Ѓорѓе Иванов. Подетално за сето тоа што ќе можеме да го проследиме на 8 септември, да слушнеме од министерката Елизабета Канчевска-Милевска. Република Македонија годинава прославува 25 години од историскиот датум 8 септември 1991 година, кога македонскиот народ на најдемократски начин ја изгласа својата независност. 25 години од референдумот кој беше афирмативно пристапување кон вековната борба на македонскиот народ, кој поминувајќи низ историските премрежја покажа револуционерна и духовна сила во остварувањето на своите државотворни цели и создаде своја суверена држава на Балканот. Со временска дистанца од 25 години денеска слободно можеме да кажеме дека направивме многу. Со својата културна еманципација и национална свест ја воздигнавме Република Македонија во сите нејзини општествени сегменти. Во политичкиот, правниот, економскиот систем, а со посебно задоволство ќе истакнам дека изградивме еден систем на културни вредности кои не легитимираат во меѓународен контекст и кои се наследство за сите генерации по нас. Денеска Република Македонија е земја која гради партнерство со сите оние за кои Европа беше и е дом кој не интегрира и спојува. Република Македонија е држава која сигурно чекори кон својата иднина и која од своето минато извлече корисна поука во функција на нашето сегашно и идно однесување кон сопствениот народ и држава, незината историја и традиции и конечно кон сите придобивки на цивилизираното општество. А исто така ќе има и изложба 25 години независна Македонија. Градоначалникот на град Скопје, господинот Гоце Трајановски, исто така најави дека во пресрет на големиот државен празник 8 септември, поточно од 7 септември ќе започне бела ноќ, односно угостителските објекти ќе може да работат до подоцнежните утренски часови, со што ќе има возможност на сите посетители што ќе бидат во градот Скопје да посетат и многу културни манифестации, но и да вкусат, се разбира, традиционална храна. Исто така додаде дека градската библиотека за сите првачиња ќе нуди и бесплатно членство во библиотеката. Да слушнеме и изјавата на градоначалникот на град Скопје Гоце Трајановски. Градот Скопје ќе организира, ќе се вклучи во одбележувањето на овој многу значаен датум за Република Македонија преку своите културни институции. Културните институции кои што се во надлежност на градот Скопје ќе работат во рамките на своите тековни програмски активности во текот на денот, ноќта и до раните утренски часови. Во Младинскиот културен центар ќе биде промовиран новиот мурал на ликовната група Зеро. Исто така ќе има музички настап на една позната англиска група Мембранес. Исто така во културно-информативниот центар, популарно наречен КИЦ, ќе има ликовна изложба од ликовните уметници Шкипе Мехмети, Дита Старова Керими и Зерија Миду. Покрај тоа ќе има уште една ликовна изложба во културно-информативниот центар, а тоа е ликовни дела од колекцијата на културно-информативниот центар. Тие ќе почнат во некаде од 10 часот понатака. Додека би се навратил назад, во Младинскиот културен центар ќе почнат од 21 часот. Во Домот на културата Кочо Рацин ќе има изложба на колекцијата на Домот на културата Кочо Рацин, како и настап на вокално-инструменталниот ансамбл Мелизма. Тоа ќе биде на 7 септември од 20 часот. Во Детскиот културен центар Карпош ќе има изложба по повод празникот 8 септември, кој ќе почне во 17:30 часот. Исто така ќе има настапи на балетската секција при центарот во
во 18 часот на 7 септември. Во музеот на градот Скопје ќе има 3 изложби во рамките на изложбените салони на музеот на градот Скопје. Во Конгресниот центар Александар Македонски ќе има настап на музичари на повеќе локации во градот Скопје. Почнувајќи од 19 часот, па натака ќе има на плоштад Филип II Македонски, на плоштадот Македонија, плоштад ВМРО, плоштад Мајка Тереза и плоштад Богородица. Градската библиотека по повод одбележувањето на независноста на Република Македонија ќе врши бесплатно зачленување на сите првачиња на територијата на градот Скопје, како во Централната библиотека, така и во сите клонови кои што се во состав на Централната библиотека браќа Миладиновци. Тоа беше накусо се она што ќе може да го проследиме во присред на големиот државен празник 8 септември, 25 години годишнина на нашата независна Република Македонија. Елена, тоа би било се од она што градоначалникот на град Скопје Гоце Трајановски денеска го најави како ќе се одвива токму тој празник.